Ве поздравувам, млади од Македонија, каде и да сте, во Македонија, надвор од Македонија, во диаспората, било каде. Локомотивата демократи со возот наречен Фронт за спас на Македонија продолжува со протестите. Млади, овај протест е за вас. Моментално се наоѓаме како и обично пред ненародното собрание кое донесува антимакедонски закони. Закони кои не се во интерес на младите, не само на младите, туку и на целиот народ. Тие закони се во интерес на криминалците, на криминалните банди, на чудовиштето наречено СДС, ДУИ и ДПМНЕ. Неодамна холандскиот амбасадор изјави дека парите кои ги дава Холандија од нивните даночни обврзници одат во корупција и криминал. Ваша екселенцијо, вашите пари завршија неодамна на свадбата на еден од оние кој треба да црвоса на Голи оток, бидејќи тие пари се пари од вашите трудолюбови даночни обврзници, а сега македонските даночни обврзници ќе треба да му плаќаат одштета. Неодамна и американската амбасадорка кажа дека пари се внесени во судскиот совет, кои пари останаа попусто. Па да ви кажам, народот на Македонија не гледа ништо од тие пари. Народот на Македонија само живеј во една монотона депресија од која не може да излези. Народот на Македонија, исто така и младите, бидејќи ова е протест за младите, потенцирам, младите бегаат од Македонија, ни се случува овај геноцид врз младите и ве поздравувам каде и да сте. Господ да ве благослови, да ви даде сила, енергија, храброст да се спротивставите, да останете овде со нас, со локомотивата демократи и да ги сурниме една за секогаш криминалните банди на СДС, ДУИ и ДПМНЕ. И немојте да се плашите, денот кога ќе дојде да излезите 200-300 илјади заедно со пензионарите и останатиот народ, само треба да го преминете куќниот праг, бидејќи вашето доаѓање на протести, масовното протестирање, значи ваша праведност. Ваша праведност во смисла дека правите добро дело, да ја спасиме Македонија. Сето ова што го зборуваме нема да остане попусто. Сето ова што го зборуваме, млади, е за вас. Немојте утре други ден да речите каде се повозрастните со поголемо искуство да се борат, да се спротивстават на злото кое што владае во Македонија. Еве сме тука ние демократи, кои ги повикуваме сите честни и храбри луѓе да се борат, да излезат, да ги уништиме, бидејќи кратко време бројат, немат уште долго, нема уште долго да крадат, дека веќе почнува политичкиот процес на партиска пропаганда на останатите партии, на окрупнување на оние кои се за и против криминалот. Ќе го видите нивното вистинско лице наскоро на предстојните избори, но тие нема повеќе да екзистираат, бидејќи повеќе немаат сила и енергија, немаат повеќе адути што да представуваат. Вие, млади, бегате заради тоа што нема една изборна единица со отворени листи, со еднаква застапеност во медиумите, со еднакво финансирање пред изборите. Вие, млади, бегате, бидејќи вашите родители ги гледате како се разочарани и не можете да живеете од пензиите на вашите роднини. Вие, млади, бегате, бидејќи мислите рајот е во странство. Не, рајот Бог го створил во Македонија, но никако не можеме да се обединиме да го разработиме тој рај, бидејќи Бог дал на земјата Македонија толку многу што можеме да живееме изобилно, да имаме стандард
od 2-3 evra najmalce, standard kako jedna Švajcarija, kako jedna Norveška. No vие бегате, бидејќи сте разочарани, никој не ве прифаќа, никој не ви дава подкрепа. Гледате како луѓето умираат во онкологија, а умираат затоа што криминалните бандитски партии на власт донесуваат лош отпад кој го горат овде и земаат тешки пари. Возат големи коли, имаат неколку станови, кујки, богатство од неколку милиони евра до неколку милиарди евра. 30 милиарди евра се изнесени од Македонија. Ако дел од тие пари се од транзицијата, останатите се од донациите на Европската Унија и на Америка. Европската Унија и Америка имаат вложено финанси во Македонија 3 пати повеќе од Словенија. Значи, ние ако бевме честни, требаше да имаме 3 пати поголем стандард од Словенија. Видете каде е сега Словенија, каде сме ние. Вие млади бегате, бидејќи немате интерес, бидејќи вашето образование е деформирано. Ви пропагираат некаква родова еднаквост, накарадни работи, работи кои не се нормални, кои не се по волја на Бога. Но знаете дека казната ќе ги снајди тие криминалци, кои сакаат најлошите работи од Запад да ги донесат тука. Но Запад има и добра економија. Наместо да ни донесат економијата, тие не ги носат оние работи кои не се поволни. Друга една работа, политичките водачи на СДС, ДПН и ДУИ се едноставно политички акробати во рацете на мафијата, на олигарсите и на текуните. Тие екзибиционисти го стварат овој региосан систем на владење, систем кој нема перспектива, систем кој нема иновативност, систем кој целосно ќе се распадне наскоро. Многу од политичките помали партии сакаат да преземат она што демократи го пласира. И тоа е добро. Јас сум задоволен со тоа. И сите треба да бидеме задоволни. Но тоа треба да го спроведиме. Ако треба да отвориме голиот ток на Преспанското езеро, треба да се отвори за 100 криминалци. Нема можност за амнестија, никаква амнестија. Има само шанса тие да заглават во нивните криминали. Има да кажат кај се нивните пари, се оно што го стекнале незаконски и да им се стават сите злодела на геноцидот врз македонскиот народ. Народот на Македонија треба да се освести, треба да стане на нозе, да се крени. Потребна е политичка револуција, духовна револуција. Не се плашете, народе. Не се плашете, бидејќи полошо од ова не може да биде. Умирате дома затворени, умирате по болниците, умирате на секаде, умирате на рати. Неколку пати во денот умирате. Излезете надвор. Немојте да мислите дека вака сте ја спасиле душата. Кој мисли дека вака ја спаси душата, ќе ја изгуби. Излезете за праведност и за вистина. Немојте да седите дома. Не ви е тоа потребно. Излезете со демократи, да ве видам овде стотици, илјадници, милиони. Немојте да се криете, бидејќи криминалците уште толку повеќе се посилни за да ви прават што сакаат. Тие се изживуваат врз овој народ. Тие се буквално садисти. Ние често пати ги викаме психопати, пореметени души, бидејќи во нив нема ништо човечко, во нив има демонско, во нив има нешто што треба да се избрка и не можеме нас да дозволиме демони да не водат. Ние сакаме морална држава, со морални вредности, со правда, со вистина, со слобода, со живот. Ние не сакаме да умираме, ние сакаме да живееме. Живот има само со демократи. Ние сме од народот, ние сме честни луѓе. Немаме ние никакви точки на криминал, на корупција. Немаме никакви точки на амнестија. Сето ова ќе пропадне еден ден во вода. Да ми ги слушате овие зборови. Овие зборови стануваат вистина и правда. Наскоро ние ќе победиме. Ние сме победници. Ние ја имаме победата даена од Бога. Амин.